Благодарам, господине Џафери. Немам намера долго да дискутирам. Пратениците да влегуваат во сала. Немам намера долго да дискутирам за овој закон. Колешката Пемова во детали објасни за што се работи. Во ситуација кога ниту еден од предлагачите не се јави да објасни за што се работи. Ај само да го искицираме денов. Овој закон има 29 члена со сериозни измени во делот на функционирање на Фондот за пензиско осигурување и со импакт на огромен број на наши граѓани, кои што по едниот или по другиот основ досега требало или морало да бидат запишани и во вториот пензиски фонд. За граѓаните да знаат, овој текст на закон е внесен во процедура са Бајлево. Во 18 часот и 5 минути ќе се донесе законот. Ниту 24 сати не трае расправата по овој сериозен закон. Ни јавна расправа, ни комори, ни осигурителни компании, ни синдикати, ни здруженија на пензионери, никој врска нема што има во овој закон. А ја верувам дека и пола од предлагачите да се јават сега на реплика да кажат што има во законот, нема да знаат. Господине Џафери, ова е закон со сериозен импакт на работата на Фондот за пензиско, помалку важно. Повеќе важно што ќе има импакт на правата на огромна категорија на граѓани. Са Бајле влезе во процедура законот, во 18:10 ќе биде изгласан. Ниедно здружение на пензионери не е консултирано, ниеден синдикат не е консултиран, ниедна комора не е консултирана, ниту една компанија за осигурување не е консултирана. Ова вака, почитувани колеги, не е оди. Едноставно ви се бенди се ова скратенава постапка. Не слушате никого. Организиравме едва и со молење, со колење во Собраниево една расправа за прогресивниот данок. Дојдоа 3-40 представници заинтересирани. Ниту еден не го пофали законот за прогресивен данок. И сега си викате, ај што ќе правиме јавна расправа, што ова сега ќе го анализираат медиуми, што ова ќе го анализираат синдикати, комори, пушти го по скратена постапка. Проблемот решен. Ова се вика, се заигравме со деловникот. Ова вака не е добро. Не е добро. Денеска реагирав еднаш. И посебно реагирав на точките кои што се однесуваат на сферата на работни односи, финансии и економија. Зошто? Другите точки не ги ни коментирав. Заради тоа што за развој на тој сегмент потребна е предвидливост. За предвидливост потребно е нормално функционирање на институциите. Предвидливост на нормативата. Не може реформа во пензиски систем, ма каква и да е, да се прави за 10 сати. Не може. Не може. Може би е и најдобар закон. Може би злато ќе тече од Фондот за пензиско после донесување на законот. Ама не може во ваква постапка да се носат закони кои што го тангираат економскиот систем и социјалниот систем на Република Македонија. Затоа апелирам уште еднаш до сите колеги пратеници. Скратенава постапка денеска ви изгледа поедноставна, колеги. Никогаш не употребувајте кога нема потреба. Заради тоа што ова значи фрлање на ѓубрето под тепих. Ама тепихот ќе расте. И еден ден, кога ќе се истори ѓубрето,
нема да знаете од која страна да го соберете. Благодарам.